Let's go. Добре дојде, Филип. Уште една нова епизода на 5 работи кои ги научивме неделава. Да, добро те најдов, драг колега. Уште еднаш. Добре дојдовте и вие, драги гледачи. Официјално ја почнуваме новата епизода на, не знам, вашето омилено шоу. Јас така ќе кажам. Расположен да поминеме низ 5. Да, пукај. Идеме, почнуваме веднаш, не одложуваме воопшто. Работа број 1 што ја научивме оваа недела. Ливерпул го однесе Юнайтед на частење. Го почасти една седмица, му даде 7 гола, го декласираше 7 гола. 7-0 беше резултатот. И тоа 6 у второ, така беше? Така беше, 6 беа во второ. Па само 45 минути се Добро, човек. рака на срце има и 7 шутеви у гол. Значи И се влезе. Да. Тоа не се случува често, ама ете, нема среќа Манчестер или има среќа Юнайтед, Ливерпул. Се едно најголемото дерби во Англија. Да, историски најголеми Историски. дерби, двата најтрофејни клубови. Да, отиде кај Поцрвените од Ливерпул. Да, отиде кај дечките од Мерсисајд и ова е еден реалити чек. Мислам дека за ситуацијата во Англија, без разлика табелата како изгледа, без разлика кој освоил куп во скоро време. Ливерпул е звер што кога се наљути прави вакви работи. Да, може да гази. Добро, ова го гледаш како загревање за камбек на Ливерпул? Не е завршена сезоната. Да. Мислам дека оваа сезона мислам дека нема нешто премногу да се случува во смисла домашно првенство. Не знам во куповите дали се уште. Не се, Лига на шампиони само се уште. Тоа ќе дискутираме следна недела. Да не навлагаме таму, да. Мислам дека Юнайтед допрва треба да созре убаво како екипа под Ерик Тен Хаг. Мислам дека продукцијата на Антони е многу помала во однос на таа од Коди Гакпо и слично. И да, допрва треба Юнайтед да се турка нагори, да се воспостави како некој компетитивен тим во однос на шампионатот домашен и слично. Кул. Знаеш, јас па не би рипал во некои, не знам, заклучоци, кој знае колку осудувачки према Юнайтед, од причина што, да, минатата недела ги зборевме дека освоја куп, и сега, да, загубија 7-0, после утакмицата правам муавет, знаеш, со татко ми по телефони, ја реагираме за на утакмицата што се случило и вика деме ке за срамувачки пораз, велам, гледај се, реално, 3-0, 5-0, 7-0, 9-0, исти се на табела. Освен што гол разликата ти ја уништуваат, исто се бодуваат на табела. Да, така што Юнайтед дали, окей, да, 3 дена ќе ги боли малку, знаеш, душевно, 7 примивме, не требаше да примиме 7 се, ама гарантирам дека веќе следно коло ќе си сватат дека не требаше да се опуштиме, ќе си продолжиме пак со нашето, со старото и пак ќе бидат окей. Да. На добар пат се Юнайтед. Затоа и викам 7 од 7 беше, можеше да биде многу помалку, ама ете им беше ноќта, им беше вечерта. Апсолутно. Тоа е Салах, нели, како лидер во премиер лигашки голови за Ливерпул, да. По тие два да, и ова е најголемата победа веројатно меѓусебна за Ливерпул. Да, мислам дека е, мислам дека така беше. Не верувам дека има друга поголема. Не знам, тоа е. Коди Гакпо е многу добар. Да. Се разбуди изгледа. Коди Гакпо Месецов е као помалку, ама си го зима своето. и на светското. И ефикасен бре, и десно игра за Холандија, и лажна деветка, и лево за ПСВ. Сегде има продукција. Изгледа удена уште еден трансфер, Ливерпул. Удена. И Нуње се допрва некако. Немав многу дилеми дека ќе го биде. Гледај, човекот изгледа како комплетна Дилајла, ама е многу продуктивен на терен. Реално сега, да, окей, може да ти личи, ама види овој зицер промаши. Ма намести 3 бре, човек. Окей, некако промаши зицер, голема работа. Да. Ама дае два многу убави со глава. Првиот беше помлак, ама вториот
Ај што скокна премногу и некако ја спушти главата Да, убаво да го допре по задниот Да. дел некако повеќе. и топката падне точно. Мајсторски, од мајсторски. голмана. Да, значи да, тоа е тоа. Овогодинишното значи дербито од оваа полусезона во Англија припадна на Ливерпул. Yes, Добро, Sad Boys. интересни се работите во Премиер Лига, ама работа 2 која ја научивме оваа недела е дека не постои ништо слично на Лигата на шампионите. Леле, колку многу добри утакмици, мислам многу добри, квалитативно добри. Може би не толку многу голови колку што некои луѓе сакаат да гледаат, ама јас сум сепак и поеќе од задоволен од она што го видовме. Кратка ретроспектива пред да влеземе во главниот меч за оваа недела. Добро. Значи, Челси со мала контроверза околу пеналот, меѓутоа сепак успеа да го победи тимот на Борусија Дортмунд. Милан со 0:0 и стабилна одбрана без постигнат гол го помина Тотенхем, Да. а Бенфика многу убедливо си влезе меѓу Да. последните 8 најдобри нели во Европа. 7-1 беше конечниот резултат така помеѓу двомечот со Бриш. Да. Бенфика ќе шокира некој оваа сезона во Лига шампиони. И тоа некој силен клуб во следното коло, фактички во четвртфиналето. Ќе го видиме ждрепката? Така, четвртфинале? Четвртфинале е сега, да. 8 најдобри. Да. Ќе видиме ждрепката, ама мислам дека кој да се погоди со Бенфика ќе има стварно тешка задача. Да се вратиме на дуелов Челси Дортмунд. Мислиш дека беше контроверзна одлуката со пеналот? Не конкретно за пеналот кој го досуди, повеќе за оној попречувањето нели што беше на играта, Да. наводно влезени играчи во 16-тник, мислам дека еден получекор кој што никако не е во видното поле ниту на голманот, ниту на играчот, не Мислам мора дека да се беше. санкционира. Мислам дека беше влезен. Беше влезен. Остчан или Не, апсолутно бе. Чилвел беше влезен. Беа влезени два тројца играчи, Да. меѓутоа не е тоа никако поврзано со играта. Ама Знаеш, да, мислам дека горет. што беше аргументот од после нели дека веројатно Осчан ја исчистил топката од како промашил. Нешто такво се имаше случајно. И поради тоа. Ама не сум сигурен во ова. Контроверзно изгледаше многу, ама мислам дека подобриот тим отиде понатаму. Не, И ова за апсолутно. Челси беше као она ослободување, катарза. Стерлинг како ја шутна првата, као влези више. стварно. И Убаво под пречка. Да. Првата онака скрос ја промаши, Да. па се снајде некако и ја опали у средина. И да, можеше да се почувствува тоа ослободување и таа утеха што ја внесе тој гол за сините од Лондон. Сите славеа и после Знаеш, се завршија работата. Пред 3 недели како му доаѓа која ја правевме онаа епизода со првата утакмица Челси со Дортмунд, кажав Добра. дека очекувам Челси да помине, Да. од причина што имаше многу шанси, ама не ги реализираше. И на оваа утакмица беше така. Многу шанси има, едноставно не реализираат. Мислам дека не се во фокус во самата завршница. Пример, Жоао Феликс имаше 2 добри шанси, не го погоди голот. Кај Хаверц за се што дава е толку многу негатива има у неговите промашувања, body language-от, како реагираат со играчите, како тој директно погледнува према клупа као демек не погодив, ќе ме вадиш ли? Нема да те вади. Ама молим те немој да бидеш многу ми е бездушен. Многу е самодовербата. Многу е бездушен, многу не пали газ. изгледа како играч што ќе те растури, разбираш, не изгледа жеден, не изгледа гладен. Кога ќе влезе, ти го кажа минатата недела не излезе видеото, тоа е. Мудрик кога влегува на терен изгледа како да сака да те дрибла, знаеш, сакам да ти влезам во линијата на движење и да пробам да те поминам и кај Хаверц изгледа, а веројатно име играчот на кој што најмногу се базира клубот, офанзивно барем. Најредовен е вака меѓу офанзивциве. Ама изгледа се околу него е како јас не знам ни зашо ми ја даваат улогава. Зашо си добар, друже? Ти само го немаш видено тоа. Да. Имаше многу баа завршница од скоро работ на 16-тникот, штета што беше офсайд. Мислам дека тоа му даде малку самодоверба. Малку може да го живна. Подкачи. Да. Многу убав гол, реално. Ама многу очигледен офсайд исто така. Да. Исто кога сме кај живна, мислам дека одбранетиот слободен удар на Кепа, односно на Ројс,
Им Мислам даде дека да, до тогаш као да има посет Дортмунд, као да диктираат темпо, движаа многу без топка, беа многу расположени и најнаш ова као, окей, time to get serious. Беше убав слободен удар, убав шут. Кепа убаво се испружи. И така малце ги стави уред, веројатно. Добре. Тоа беше, да речеме, некоја ретроспектива на овие три утакмици, ама јас би не префрлил кон третата работа што ја научивме оваа недела, а тоа е повторна работа од Лигата на шампионите, а тоа е дека Нагелсман му одржа лекција на Парис Сен-Жермен. Бајерн го доби Парис Сен-Жермен со 2:0 во реваншот, вкупни 3:0 по двата надпревари и оди натаму помеѓу 8-те најдобри, уште едно испаѓање за ПСЖ во осмина финале. И тоа на првата гол имаше дадено Кингсли Коман, сега имаше Ерик Максим Чупо-Мотинг, да, кои се вечниот екс играчи на ПСЖ. Да. Тажно. Мислам дека не знам, искрен ќе бидам. Ја гледав, ама малку бев као изморен сум Меси и Мбапе. Цела зима ги слушав и ги гледав Меси и Мбапе. Онака се презаситив малци. Бев као окей, нек иде подобриот. Да, Бајерн е подобар, заслужува проектот со Меси колабира. Тоа е. Let's move on. Мислам на таа тема. Иначе Не, апсолутно, тој и сега, па што мислам јас? Злаче се изнакажа доста за... Да, ќе го гледате тоа видео, ама сега тука ќе дајаме некоја различна перспектива на работите. Таму во тоа видео со Владко разговаравме многу повеќе околу тоа функционалноста на проектот на ПСЖ. Сега конкретно би сакал за оноа на терен што го видовме, да позборуваме повеќе. Резултатот на терен беше разочарувачки. И тоа од повеќе аспекти, за ПСЖ зборувам. Да. Не сакам ова да биде само како критика, ама знаете, барем тие што гледате редовно, дека сакам ПСЖ да успеат, тие изгледаат како да не сакаат. Мислам, работава е. Многу е тешко. Ама Сите јајца у една кошница. Ама гледај, истото и во Реал. Зошто на Реал тоа не му представува проблем? Зошто на Сити не му представува? Мислам, Сити ги нема таа звучност на имиња, ама пак се, сакам да кажам, многу јаки фудбалери собрани на едно место. Еве го Бајерн. Бајерн не му е проблем да го стави Сане на клупа. Бидејќи има некаков авторитет и тренери, клубот и сето тоа. Во ПСЖ некако доаѓа играчот и мисли дека треба да има по дефолт повеќе авторитет од тренерот, се става сам во игра и кога нема да му тргне едноставно вика па не доаѓам ја следната. Да, и сега знаеме сите Меси колку е голем, ама има една тактичка недисциплина која се симнува многу длабоко за да земе топка. Епа сега друже, значи Не играш таму, да. И Алфонсо Дейвис одмараат ти кога ќе се тргнеш од таму и сега не знам што правиш ти као тренер, као тренер на ПСЖ, као Галтиер. У тој момент, ама тешко е. И сега имаш звезда пред тебе и сега што ќе превземеш у тој поглед? Знаеш дека одбрана нема да игра премногу. Ајде, оправдано. Знаеш дека и од другата страна и Мбапе нема да игра премногу. Ајде, оправдано. Ама тоа што каде ќе дојат головите, од каде, не знам, успехот, од каде титулите во Лига шампиони, не знам. Само од Мбапе. Ако нешто, мислам Ако не ова да продолжат- го кажувам као и демек ама он е спасителот на клубот, реално само тој ми изгледа као да има Видина. некаква желба да игра за тоа што е напред, а не за тоа што е позади на дресот. Да. Знаеш, тој кога ќе го види, окей, знакчето, јас играм за ПСЖ, мојот клуб од детство, од сето тоа, знаеш, сум најувал за него се. Да. Другиве си играат за да си го измаркетизираат тоа што е позади. Реално. Неймар игра за социјални мрежи. Мислам, да, јас сум многу суров према него, тоа е пошто го сакав на времето и сакав многу да успее. Да. Со тек на време не може да сум поразочаран од неговиот однос. Значи, секад кога ќе го видам на терен за Бразил особено, репрезентација за која што навивам, Бразил, ми е жал као, да ти друже, падне. било кој место тебе. Значи, Вандајр од пензија место тебе да дојде да игра, бидејќи ти не си ми корисен ваков. Се слагам апсолутно. Онака криво ти е зошто тој правец го одбрал, ама тоа е. Тоа е. Јега. Крај на рантот, ќе префрлиме кон... Да не бидеме досадни, ама Да. тоа е реалноста за ПСЖ, очекувањата беа преголеми и уште едно разочарување во Лигата на шампионите. Вика, повеќе среќа следниот пат или следната година. Сега многу добра вест,
Мислам многу добра. Па да, веројатно е добра бидејќи се работи за трансфер на македонски фудбалер. Нешто што вчера го официализира Динамо Готово? Да, готово, да, го потврдија и од агентот на играчот и од Динамо Загреб. Претпоставуваме веќе знаете за што станува збор. Работа број 4 што ја научивме оваа недела е дека Ариан Адеми ќе има нов клуб, а тоа е кинескиот Beijing Guoan. Се надевам дека го изговарам добро, соодветно. Добро се трудиш, сега нема да ти замарат. Тоа е тоа. Сигурен сум. Адеми наводно потпишал 3-годишен договор вреден 1,7 милиони евра по сезона. Динамо Загреб ќе добие нешто повеќе од 1 милион за нели како обештетување за тоа што сега го купуваат, а не на крај на сезона, пошто така некако му истекол договорот, што и да е. Добро. И откако кинескиот клуб имал нели имаше кинеската лига некакви проблеми, клубов имал долгови кон играчите, ги исплатил долговите и еве сега има можност да го финализира трансферот, затоа се чекало, а наводно трансферов е готов уште од поодамна. Аха, и сега подмириле сметки? Да, и можат да го официализираат. Адеми, за милионче? На 31 година, така? 31 или 32, да. Не е премалку 1 милион за таков играч? Премалку е, ама ако добро сватив од изјавата на тренерот Анте Чачич, вели не можевме да му застанеме на патот. Ова е нешто што тој го сака и како клубска легенда тоа што го сака треба и да го добие. Браво за Анте Чачич. Па гледај, сега ова е претпоставувам дека ти го знаеш, можеби не го знаеш, јас ќе го кажам за оние кои што сега не следат, не гледаат. Ариан Адеми кога имаше некои 22 години беше човек многу баран од фудбалска Европа. Значи се зборуваше дури се зборуваше за клубови како Арсенал, ме разбираш? Можеби не 22, кој имаше 24, еве, така да кажеме, пред 8. Да. Се спомнуваше до трансфери во Премиер лига во сето тоа. По една вечер во Лигата на шампионите направија тестирања и тој беше позитивен на допинг. Беше најден како позитивен на допинг и ја доби најдраконската казна, најсуровата казна што сум ја видел за фудбалер дадена некогаш за допинг, 4 годишна суспензија. Тоа беше, мислам, види, знаеме дека тој е од мала земја, дека не се вика Рио Фердинанд, знаеш, Рио Фердинанд кога го фатија позитивен на допинг беше 8 месеци казнет, овој беше казнет 4 години. Океј, направи се што можеше Македонската федерација и Хрватската федерација за да го ослободат од тие нели 4 години. Да. Му ја намалија суспензијата на 2 години, ама тој ефективно изгуби 2 години фудбал. Да. И тоа ако биле меѓу 24 и 26 и 26-та, тоа се Клучните за развој од добар у елитен. Да. А уште потажно е ако причината не била баш валидна, затоа што има и сива зона со тие допинг тестови, со некои лекарства, пример, па ги категоризираат поинаку, па оди ти извади се после. Мислам, нели, two sides of every story, не знаеме ние у целост точно како било, ама жалосно за еден таков играч што испуштил 2 години од својата кариера. Да. Особено у тие две. Особено во тие две, ама мислам особено со тајмингот дека можеше тогаш да фати некој многу поголем клуб, не фати поголем клуб. Ајде да не го зборуваме она што можеше да се случи, да го зборуваме она што се случи. Фер. Од 2010 е во Динамо Загреб. Да. Потпиша од Шибеник, ако не се лажам, во Динамо Загреб. 358 клубски надпревари за Динамо, 41 гол, 30 асистенции, 11 пати шампион на Хрватска, 11 пати во групна фаза во европски надпреварувања, што во Лигата на шампионите, што во Лига Европа. Еден исфрлен Тотенхем во Лига Европа и еден куп други успеси, нели, редат загребчани кои зборуваат за Адеми. Многу графити и мурали за него низ градот. Капитен, со право, откако знае за себе. Многу е важен, многу е корисен. И warrior mindset. Него сака, да. Не спи ако не е задоволен од својот перформанс. Тоа го кажа, тренерот негов. Не може, значи, не знам, сите суперлативи за такви играчи. Ултра про.
Знаеш што сега уште нешто? Ајде, кажи. Дали се откажа од репрезентативните настапи финално или ќе го гледаме на 23 март со Малта? Не е откажан официјално. Беше. Наводно рече дека не е затворена вратата за репрезентација, ама дека моментов можеби не е за тоа. Се Друго е тоа сега. шо и да не сакам да навлегуваме во тие работи, знаеме, дирлива тема, не знам, не може да тврдам ништо, ама се надевам дека ќе стигне барем до ПСК во репрезентативниот дрес, моментално е на 28 настапи. 28? Да. Добро. Епа многу време пропушти, многу време потоа му требаше за Хрватска многу време му требаше за Хрватска да се реши да го пушти. Тој беше младински репрезентативец на Хрватска. Да. И сега да го пуштат капитенот на Динамо, да игра за Македонија, па ова па она, па тука има некои препирки, па Адеми сепак рече дека Македонија е земјата од каде што суми за таа ќе играм и се. Да. Покрај сите проблеми, добро е што има и 28, ама вакви 28. Мислам, реално слаба утакмица имал можда 2. Мене ми се као многу има оставено и покажано на терен у тие 28. Страшно добро. Ќе биде различно со него или без него, како сакате. Ќе биде. Се надевам дека ќе лета за Малта со остатокот од тимот. Тука сме да се понадеваме на тоа. А имаме вака. Интересен. Уште една интересна тема, ама прво да ја најавиме. Да. Денеска е моментов на снимање 9 март. Што значи дека вчера беше 8 март, односно меѓународниот ден на жената. По тој повод би сакале да им го честитаме празникот на сите оние девојки, жени кои што не гледаат, сите фудбалерки, сите спортски работнички, сите рекреативки, најповеќе на жените во нашите животи. Знаеме дека сте доволно силни за да се изборите за еднакви права и еднакви можности, ама сепак сме тука за да се бориме заедно со вас. Среќен празник. А сега, работа број 5 која ја научивме оваа недела е дека првата македонска професионална фудбалерка направи прв македонски професионален трансфер. Браво. Честитки за Викторија Недева. Успеав да изгледаме хайлайт, благодарение на тебе. Значи, добила деби на 14, ако добро разбирам. Да. Значи, Добро, во женскиот фудбал така е секаде. Не е дека тоа е нешто тука, само што се случува, ама е кул. Ама на еве на 19 има еден посериозен трансфер, заслужен, огромен фан на незината игра. Ти имаше многу убав опис на Твитер, односно споредба. Кажи ми. Бекенбауер. Да, таа беше Бекенбауер на Тиверија Струмица. Не кажавме можеби од каде оди, значи го направи трансферот од Тиверија Струмица во Хајдук Сплит, еден од најдобрите женски клубови на Балканот. Честитки за Тиверија, честитки за Викторија Недева, да ни се множат вакви трансфери од домашните првенства. Да ни се множат. Да, и големи честитки до SMC менеджмент и Никола Ѓошевски кој што го реализира овој трансфер. Го знаеме Никола Ѓошевски како фудбалер и како агентот на Ели Фелмас, за кој што ова е прв женски фудбалски трансфер на неговата агенција и нека се множат. Агенцијата на Никола Ѓошевски, да. Тука негде да ставиме крај? Со убава вест, на убава нота да ја завршиме епизода? Да, пратете ја Викторија Недева, пратете ги Скратен корнер. Така. Имајте во викенд. Ќе пуштаме хајлајтчиња и од други фудбалери, нарачајте си дресот Адеми од Бејџинг Гуан и се гледаме следна недела, Филип, со тебе. Чувајте се. Пис.